Денес славиме 19 години од постоењето на општина Новаци. Во изминатиот период имаме постигнато многу резултати. Јас да не ви набројувам, 2014 ни беше експанзија, градежна експанзија, кај што постигнавме многу големи резултати. Прво во однос на инфраструктурата, во однос на канализационите мрежи, во однос на водоводните мрежи, сите села имаме стратегија во општината дека во секое село да имаме чиста вода за пиење. Овде многу проекти се спроведени во однос на инфраструктура, во однос на спортски објекти, на културата, кои понатаму ќе спроведуваме, ама 2014 ни беше многу успешна година за општина Новаци. И ќе продолжиме и понатаму да испроведуваме сите овие проекти кои имаме зацртано, заедно со Советот на општина Новаци, со кој имаме многу добра соработка. Сите проекти се поддржани и понатаму ќе испроведуваме. Имаме проекти и од културата, и од спортот. Да нагласам само некои, дека имаме спортска сала, имаме повеќе наменско игралиште, а за ова година ни останува едни два капитални проекти кои се од витално значење за општината Новаци. Тоа е преместување на системот за наводнување Стрежево преку река Црна, каде што ќе наводнуваме околу 3000 хектари, а исто така еден од поголемите проекти ни е спроведување на парното грејење Новаци Битола Могила, каде што ќе имаме и парно грејење за локалното население, а исто имаме многу заинтересирани, бидејќи ова парно грејење врви на многу плодно земјиште. Имаме заинтересирани и од домашните и од странски компании за отварање на пеници, на оранжери, кои ќе бидат од голем бенефит за нашето население. Општинава Новаци е составена од 3 општини поранешни, значи Бач, Станавина и Новаци. Буџетот на сите 3 општини поранешни беше многу мал. Значи околу 50.000 евра. Од тогаш, меѓутоа со спојувањето, односно со законот за децентрализација, сега буџетот на општина Новаци комплетно, благодарение на владата од законот за минерални суровини и законот за минерални суровини и законот за фосилни горива, општинава сега има буџет до 220 милиони денари. До тие пари од рурална општина веќе ние поминуваме во урбана општина. Значи се направени доста објекти кои се од витално значење за населението и кои, ако не беше владата со таква децентрализација, не верувам дека во овој крај ќе беа такви објекти изградени до сега. Натаму, со помош на владата, се надеваме дека комплетно ќе ја доурбанизираме општината и дека ќе ја направиме пристојно место за живење на населението опште, мада со законите поранешни, односно со поранешната политика на бившите влади, од ова подрачје иселени се многу луѓе со миграцијата. Се трудиме сега да ги задржиме оние млади кои веќе останаа тука и му поможуваме да со таква политика да останат и да живеат тука. Колку во тоа ќе успееме, ќе каже времето.